Здраво, драги гледачи, добродојавте во емисијата Супер звезда. Јас сум вашиот водител Дарко Мелковски, а ова што го гледате позади мене е влезот на игротеката Be Happy. Ова е специјална прилика зашто сме денеска дојдени овдека, значи денеска ќе имате шанса да дознаете нешто што никогаш досега не било кажано и некои работи ќе видите кои досега никогаш не биле видени. Во суштина денеска ќе видиме како супер звездичките го спремаат најголемиот детски музички фестивал, а тоа е фестивалот Супер звезда 2008, кој ќе се одржи на 18 и 19 април во Универзална сала. Што значи денеска ќе видиме како се пеат песничките, како вежбаат танчерите, како работат наставниците и каков амбиент и атмосфера имаме денеска овдека за работа. Бидете подготвени, одиме внатре, за неколку минути одиме да ги видиме дечињата. Камера по мене. Драги гледачи, чест ми е да ви представам една специјална личност. Веднаш каде мене се наоѓа координаторот на проектот Супер звезда и женската у Супер звезда која е главна воедно и за маркетинг, Ирина Јордановска. Ирина, ние се гледаме секој ден на работа, а ова е прв пат да се сретнеме пред камера. Како си? Здраво, супер сум. Еве, туку Be Happy, ни се одвиваат нели подготовките за фестивалот и све е супер. Тоа баш сакав да прашам, значи, каде се децата, каде се групите, која група каде е? Вака, сега имаме прва група, значи, на хористи тука и на танчери. Прва група деца хористи и танчери од која до која возраст е ти? Од 5 години до 7 години. Значи од 5 години до 7 години одиме да видиме значи првата група, тоа се ние парцулите, најмалечките драги гледачи, одиме да ги видиме се прво танчерите и хористите, што предлагаш ти? Првенка хористите. Одиме да видиме значи пеачишта, драги гледачи, што прават, да видиме колку пеачишта има овде, значи овде има еден специјален надпис кај што вели се молат родителите да не влегуваат во училницата за време на часот. Бога ми не ги пуштаме ни после часот да влегуваат натре, бидејќи ова е специјално само за дечиња, еве камерата ќе има шанса значи директно да види што се случува во тек на средина на часот овдека во Супер звезда. 3-4 камера спремна за ѕиркање. Отварам врата, одиме внатре. Опа! Еве сега дојдовме овдека во малата група хористи. Дечки, што правите бе? Луна, како си ти? Добра. Добра, а ти како си, кажи ми Злато? Добар. А ти Злато? Добар. Има некој овдека што не се чувствува добра? Нема така. Добар. Огнен, ти како се чувствуваш? Добар. Што преш бе Огнен, расположен? На кој не му направив да пукне? Здраво на сите, ево го Бојан, браво, е женски згодни овде, не, и Марија другарка ми да пукне, ајде. Што правите бе дечки, добри сте? Ај мафнете им сега на нашите гледачи, пратете им многу бакнежи и веднаш као овдека во почеток, драги гледачи, сакам да ги представам учителките на овие прекрасни дечиња, а тоа се Бисера и Бојана. Бисера и Бојана, брзо дојдете вамо да направиме здраво. Како си ми Бисера? Одлично. А ева и Бојана, мојата лева, ваша десна страна да ги гледаш. И Бојана, шо правиш? Еве, ништо на Супер звезда. Сега кажете им на гледачите што не гледаат у моментов да им кажеме, значи вие сте овдека наставнички, сега така ги учите децата во Супер звезда. Ако бевте мали, шо бевте? Супер звезди. Значи кога бевте мали, бевте Супер звезди. Аплауз за Бисера и Бојана. Да, денеска се уште поголеми, денеска се поголеми супер звезди, имаат од 20 години, така беше? Па скоро. Скоро 20 години, ете така, супер. Овде сега сакам да ве прашам како се одвиваат подготовките на тема фестивал, што правите? Па, значи ги учиме новите песнички, се подготвуваме за тоа како ќе изгледаме на настапот, вежбаме шизање, играње, Да, песни супер. пееме, така. Слушаат ли супер звезди, бе, мале? Мора да слушаат, тука доаѓаат само паметни деца. Да, научија да пеат, све е под контрола? Се е под контрола. Супер, дечки, како се чувствувате вие со вашите наставнички? Супер. Како се Бисера и Бојана? Добри. Ајде да видам кој си ги сака Бисера и Гојана, може одма да се стрчи да си ги гушне. Може да ги гушка колку сака, може гушкање, бацување. Тоа е Супер звезда, драги гледачи. Ете, видовте значи колку љубов има овдека меѓу сите нас. Сега одиме да ве оставиме рад, да може вие да си продолжите со вашата забава, а ние одиме да ги видиме танчерите. Договорено? Договорено. Супер звездички, чао. Пратете им бакнежи на ние кои што не гледаат и да им кажеме кога се гледаме на 18 и 19 април каде? Во Универзална? Сала, ќе искршиме сцената тамо? Ќе летаат пердови на сцена? Дојдете да видите како летаат пердови, драги гледачи. 3-4.
Како што се договоривме, драги гледачи, одиме сега да ги видиме нашите малечки другарчиња од групата Танчери. Тие вежбаат овдека, токму во оваа училница, каде што има едно известување на вратата, вели дека членовите од групата Танчери ќе имаат дополнителни часови и во ден недела. Тоа е поради тоа што они мораат да бидат најдобро физички подготвени, значи да се во добра физичка кондиција, бидејќи фестивалот е напорен, има повеќе од 50 песни и ќе мора да можат да издржат да играат од почеток до крај. Сега ги видиме малите танчери каде се и што прават. 3-4 камера, поглед наому, влегуваме внатре. Опа! Еве ги танчерите, драги гледачи. Гледате каква журка, каква забава, какво лудило е тоа овдека во игротеката Be Happy, каде што ние вежбаме и каде што ги спремаме кореографиите за нашите музички numeri. Еве ги моите другарчиња од групата Танчери, ги видовме како играат, сега да им направиме да пукне на сите. Здраво, дечки, како сте? Добри ли сте? Расположени сте? Да, доручкувани сте од Сапајле? А затоа вие сте толку силни. Чекај да ги видам сите. Дојден, ле, расположени? Драги гледачи, ова е малечката група, значи на Танчери ги видовме овие млади момчиња и девојчиња кои што неуморно овдека вежбаат за да бидат супер звезди на нашиот фестивал Супер звезда кој што ќе направиме и да изиграат најдобро на свет. Договорено? Значи со нив се гледам исто така на 18 и 19 април во Универзална сала, а за нивните кореографии виновник е нашата наставничка која што се вика Ивана и која што ние сите многу си ја сакаме, ќе се стрчаме да ја гушнеме. Ајде 3-4 ја гушкаме нашата прекрасна и најсакана наставничка која што ни се вика Ивана. Еве да видите и тука значи има многу љубов, драги гледачи, љубов на сите страни овдека во Супер звезда. Ивана, како си, добро ни дојде прв пат пред камерите, добра? Добро сум, супер. Со тебе работиме значи овдека многу напорно, 2 пати неделно се гледаме со деца вежбаме, ама никогаш до сега не сме биле пред камери, страшно пред камери. Не. Не е страшно добро, да, е супер. Ние сме научени со супер звездичките, сме нонстоп, но никој никогаш не ги видел нашите наставнички и не видел колку многу љубов имаме сите ние за нив. Сега вака кажи ми, Ивана, тешко ли е ова што ти го работиш овде? Јас повеќе би кажала дека е прекрасно многу. Значи децата се мили, прекрасни се, со нив да се работи е многу убаво. Значи тоа е многу поважно од тоа што некои знаат да бидат напорни, но како и да е, желбата, љубовта прават да биде супер. Дали малите имаат полесни кореографии од оние поголемите, например? Па би кажала дека ги прилагодуваме кореографиите спрема возраста, бидејќи тоа е неизбежно, но го даваат максимумот од себе, јас го давам максимумот да го извлечам од нив и мислам дека резултатот е супер. Гледам овдека некои точки на земја со некои бројчиња овдека. Зошто се овие бројчиња, Ивана? Овие бројчиња се за децата да си ги знаат своите места, значи за да си имаат ориентација, за подобро, полесно да си ги научат кореографиите и да нема туркање, буткање. Значи, се да биде во најдобар ред. На сите песни сите стојат на истите бројчиња или си ги менуваат? Си ги менуваат, значи. Некоја се оди од 17 на 18, од 19 на 13, има и такви финти, нели? Така. А, супер, еле, колку е ова разработена тактика со финти. Дечки, си ги памтите бројчињата? Сега да ги прашам вие прекрасни супер звездички, дојдете брзо околу мене. Како сте вие задоволни од вашата наставничка? А, ваква наставничка имате ли вие на училиште или само во Супер звезда? Само во Супер. Колку ја сакате вие вашата наставничка, Ивана? Дали она многу добра со вас? Да. Добро ви предава, убави работи ви кажува? Да. Научивте од незе многу? Да. А ја научивте вие нешто не за она што требаше да научи од вас? Да се смее, да сака да бацува све и покажавте како? Да. Ете, сега одиме за крај уште еднаш да ја подучиме како се бацува, како се гушка и како се сака и да им мафнеме на сите наши гледачи кои што дојде овдека да видат малата група на Танчери која што е веќе спремна да го даде својот максимум на фестивалот Супер звезда 2008 Универзална сала 18 и 19 април. Се гледаме тамо, бакне жидо, сите кои што не гледаат. Чао! До мене се наоѓа Елена Најдовска, вработена исто така во Супер звезда. Елена, шо правиш, како си? Добре сум, супер, како може да бидам овде. Секој ден значи се гледаме на работа, ево и со тебе прв пат вака да се видиме пред камерите, нашите гледачи да имаат шанса да те видат. Страшно ли е пред камера? Страшно, многу. Страшно, нема паника. Значи Супер звезда до сега имаме снимено не знам преку 200, 300, 400 емисии, значи реално ги немаме изброено сите оние емисии кои што ги имаме направено вие изминативе 9 години колку што постоиме, но никогаш немаме направено емисија за Супер звезда и за нашите активности. Бисера и Бојана биле веќе пред камера, така? Многу пати. И ништо не е страшно тоа, нели? Не. Вие почнавте прв пат кога се појавивте пред камера? На Супер звезда не прв пат на 4 години во една емисија пеевме
и тогаш немавме трема и после тоа со активностите на Супер Звезда. 98 мислам. После 98 чудо се случи. Така, сега. Елена, кажи ми, значи ти си задолжена за кој дел поточно? Која е твојата работа во Супер Звезда? Па мојата работа е, значи, да најпрвен организацијата, значи, на фестивалот. Значи, ја водиш организацијата комплетно, да, Организацијата комплетно, да, и ме фаќа тремати која се тука, значи. Значи, ја која не сум, нема Да, ти тука подобро оди организацијата. Више да го оставам микрофонов и да излезам надвор, а? Да. Иначе тоа е тоа околу организацијата. Пред се координацијата исто на групите, децава, редовноста, секој понеделник ја забележуваме све како што треба. Како си Значи- задоволна од работата, како си задоволна од дечињата, како си задоволна од наставниците? Дечињата се супер, се е супер, значи дечињата се најпрекрасни, наставничките ни се најубави. Ја заработија ли платата за овој месец? Да, секако. Ќе има ли бонус некој? Ќе има, овој месец ќе има. Ќе има и бонус, а Да. за мене има ли бонус или јас сум страшен, нема за мене, а? Па ти се малце нередовен, ама сега ќе почнеш да бидеш редовен, па ќе има и за тебе бонус. Да, ќе почнам да бидам најредовен. Фала, Елена. Значи, ова позади се членовите на групата Хористи, мафнете им на нашите гледачи да видат колку сте вие весели расположени. А до мене се наоѓа екипата од Супер Звезда, која што еве имате денеска шанса за прв пат да ја видите на малите екрани. А сега ќе одиме да продолжиме да видиме како се одвиваат подготовките. Договорено? Договорено. Ајде да видиме, значи, што вие правите на час и како се одвива работата овде во Супер Звезда, кога хористите вежбаат. Може? 3-4. Одиме со журка. Еве ги сега, драги гледачи, овде до мене, средна група на хористи, вие сте тие? Да! Кој е овде пеачиште да крене рака да видам? Леле, све пеачишта, биле. Колку години имате, значи, сега вие во оваа група? 7-8, значи од 6 до 9 години, ова е групата на хористи, значи средната група. И дечки, што правите вие овдека? Давид, што правите? Ние тука пееме. Значи пеете, Стефан, кажи ми, зашо се подготвувате тука? За детската фестивал Супер Звезда, што е најдобар. Да, и најголем на Балканот, значи дефинитивно да кажем уште едно за оние кои што не знаат дека детскиот музички фестивал Супер Звезда е најголем на Балканот, затоа што има дури и повеќе од 50 песни, а за тие 50 песни овде имаме специјални пеачишта, драги гледачи, кои што сега ќе дигнат рака ги видам ја кои се. Пеачишта, еве, значи Давид е пеачиште. Давид, колку години поред пееш во Супер Звезда? Трета ќе биде? Трета бе, Давид, трета година, да видиме сега ти да ми кажеш колку години пееш поред? Па исто како Давид. Исто 3 години. Првата песна твоја како се викаше кате? Мојата Барби. Барби. А втората песна? Мојата Бајка Мајка. Бајка магична. И сега оваа година што песна ќе отпееме? За мама. За мама ќе пееме песна. Браво. Еве една згодна женска одека ќе дојде ускуција кај мене тука. Се вика Ева, така? Да. Со кого ќе пееш бе ти, Ева? Со Марија. Кај е Марија, да ја кажеме здраво на Марија. Марија дојде, Марија мафтим на нашите драги гледачи. Добра си, Марија? Да. Значи вие дует ќе правите, така? Да. Каква песна ќе пеете бе, вие женски? Специјална бре. Специјална песна? Браво, најспецијалната песна е веќе ја пеа, значи Марија и Ева. Друг кој ќе пее тука? Стефан. Стефан, ти шо ќе пееш бе? Каква е твоја песна? Мојата песна се вика Ороби заиграл. Ороби заиграл, значи имаме специјална песна, дури ќе имаме и оркестар на сцена, така беше? Да, да видите каква чудо, значи со специјален оркестар што ќе излезе на песната на Стефан ќе се случи во универзалната сала. Дојдете, бидете дел од спектаклот на Супер Звезда, бидете заедно со нас за една недела од сега на 18 и 19 април, така е во универзална сала. Тамо се гледаме. Да.
Ние ќе ви пееме, а вие во публика, драги гледачи, може слободно да играте, да аплаудирате, да ги гушкате мајките, татковците и да правите се што ќе сакате. Значи ве покануваме да дојдете таму, а сега јас од додека од кај хористите ги напуштам и одам директно кај танчерите, да видиме што прават танчерите. 3, 4. Ова што го гледате сега се танчери средна група, ви мафтаме, ви праќаме многу бакнежи овде од игротеката Be Happy, каде што се одвиваат подготовките за нашиот фестивал. Напорно ли е да се биде танчер во Суперзвезда? А сега некој вика да, некој не, ние многу треба да вежбаме, нели? Да. Овие што се пеачи, они само си пеат и ништо друго, а ние мораме да играме, значи мораме да имаме мускули, имаме силни мускули. Да. Дај мускули да видам кај се. Чекај да пипнам. Оу, силен мускул. Ти, Ивана, да видам. Леле, мускул не видам, ти злато. Ау, Попај, браво, бе, спанаќ јадете дома, шо јадете што сте волку силни? Значи, јадеме спанаќ, правиме се што ќе ни кажат мама и тато за да бидеме добри, за да не пуштат да одиме во Суперзвезда и ги слушаме нашите наставници. Како е вашата наставничка, добра ли? Добра. Што ќе кажеме, значи, сега за Ивана, каква наставничка е? Супер. Топ, за гушкање, за сакање, за бацување, прва лига, нели? Да. И го правиме тоа секој час. Да. А во поглед на она што не учи нас, не учи ли убави работи? Да. Научивте ли убаво да играте сега? Да. И што ќе правиме се на фестивалот, што ќе видат нашите гледачи, што ќе дојдат тие да ни бидат гости, ние ќе играме, а ќе направиме чудо. Да. Ќе направиме дупка таму кај што ќе играме току рипање, од скокање, од све, ќе тупнеме сцена, а? Да. Одиме ние да направиме дупка во универзална сала, драги гледачи, а вие дојдете да видите како ние уствари ќе го направиме тоа. Многу бакнежи сега за сите што не гледат. Ете така се гледаме на 18 и 19 април во универзална сала. Бидете таму, бидејќи ќе имате шанса да присуствувате на најголемиот детски музички фестивал, не само во Скопје, не само на Балканот, туку еден од најголемите фестивали во светот. Суперзвезда. Ние сме тие кои што го правиме тоа. Чао, ве чекаме таму. Одиме. Ми беше една од најзгодните девојки по клас, станува збор за мојата колешка, која денеска е професор по пијано, Наташа Поповиќ, добро ден во Суперзвезда. Добре најдов Суперзвезда, супер сум, многу добра, многу расположена како и секогаш. Фала ти, баш ми е драго. Ние се дружевме на времето кога бевме средно училиште, учевме заедно, некогаш јас препишував од тебе, никогаш ти од мене. Еви дојде работата овде кога се дружиме. Како си задоволна ти од сето она што се случува во Суперзвезда? Многу сум задоволна, затоа ја донесов мојата кирка, затоа што станува збор за многу професионален фестивал со мали деца, многу работа, многу трпение од страна на Дарко и целата екипа на Суперзвезда. И ми се допаѓа тоа што и ние мајките повеќе се дружиме од децата и толку има амбициозни мајки што мислам дека и они би сакале да пеат на Суперзвезда. Да направиме една Суперзвезда само за мајки. Може само за мајки една Суперзвезда, еве ја ќе свирам. Така. Колку треба да се вложува во овие дечиња за да изградиме од нив онакви деца кои што реално ќе можат утре да ги преземат работите во своји раци? Па треба да се вложува, јас би додала уште една проба, не само во сабота, на пример да има уште еден термин кај што ќе се дружат и ќе пеат. И мој предлог е да има повеќе пеење во живо. Значи да направиме да се пее во живо. Да. Добро. Јас тоа го почитувам. Благодарам, Наташа. Фала ви многу. Фала и вас. Се најубаво. Фала Се гледаме на Суперзвезда 2008. Одиме понатака. Фала ти. Чао. Еден од родителите на нашите суперзвездички се наоѓа тука. Господин Алек, добро ни дојде Суперзвезда. Добро ви дојдов. Алек, како си шопреш? Супер, добар е, со децава. Да, Секој така. саботно предпладне попладне. Сме тука и се забавуваме. Значи не само што се забавуваат дечињата, се забавуваат и родителите. Каква е дружбата со останатите родители? Супер. Кафенце, сокче. Каков е амбиентот овдека? Топ. Никогаш немале гледачите шанса да видат, значи да дзиднат овдека како работите се одвиваат во Суперзвезда. Што ќе им препорачаш на оние кои што сакаат да дојдат? Слободно да не се срамат, значи топ дружбата и на децава да не збориме дека се дружат топ, родителите тука си разменуваме искуства, муабети од секојдневието. Има и подолба мажи жени нормално, така Разни комбинации. разни комбинации, некој сака спорт, некој сака плетење, везење, али окей, Секој све ќе е си ја најде, значи, Да. темата за разговор овдека. Одма тука до нас се наоѓа и најмалата суперзвезда, тоа е овдека Шизик, Никола што ни се сврте сега на опачки. Никола иначе братот на Калина, еднаш како покажавме во една емисија, ова му е второ снимање, ќе го видиме ли него како пеат за некоја година, Алек? Па се надевам. Пее ли он по дома? Пее, обожава Суперзвезда. Обожава Суперзвезда, браво, баш ми е драго. Океј, а сега ни одиме понатаму. Што сте вакви дотерани двете, бе, ти Злато, како се викаш? Ангела. Ангела, ти не си во Суперзвезда
звезда, нели? Што правиш ти тука у ходника кај нас? Па, заедно сум со братучетка. О, ти бе братучетка си? Да, Абе здраво, што правиш ти кукла, добре си? да. Абе како си, спремна, весела, све расположена? Значи ти што правиш, кажи се во танчерите тамо? Играме, Играм. правиме и чуда, а братучетка ти те чека тука у ходник, е? Да. Сега кај ќе одите со братучетка ти после Дома. часови? Дома. И што ќе правите дома? Ке си играм. Ќе продолжиме да играме. Така е, значи, драги гледачи, она што ние го вежбаме и го правиме е да играме овде, а после продолжуваме да играме и дома. Еве, а до мене се наоѓа Ања Ветерова. Ања, што правиш бе? Добре си, Злато? Да. Оваа година пееме на Суперзвезда. Пееме, да. а? Викаат каква керка, таква мајка. Мајката кај ни отиде да викнеме мама Ирена. Мама Ирена, добре ни дојде Суперзвезда. Ирена, како си? Добре, најдо. Фала ти, дали си добре? Супер. Еве, овдека во Суперзвезда никогаш немале шанса гледачите да дојдат и да дзирнат, да видат како работите се одвиваат кај нас во тек на припрема на фестивалот. Сакам да кажам, еве вака Ања е една од поуспешните, значи суперзвездички, која што има интернационални успеси. Што планирате со Ања да направите, значи во сезоната која предстои сега? Јас да кажам, Па да, мама како главен менаџер, така ли? имаме покани на многу фестивали. Значи надвор од границава, сега преговараме, пистите се пратени, чекаме да ни возратат, едно од тие за Кино Диоро. Баш ми е драго. Мене ме интересира една многу битна работа. Дали успехот може да дојде сам по себе или освен тоа што децата се залагаат, треба и родителите да направат многу за нив? Треба да имаат огромна поддршка од родителите, поради тоа што сами они не можат нигде да идат, значи мора да максимално да се вложи родителот, како што се на пример Ања иде во музичко, иде на балет, пред фестивали пошто се пее во живот, зима часови по пеење, работи со професори што се по соло пеење. Значи, комплетно сама не може да оди негде кај пошто има 8 години, мора да ја носиш. Така, значи Во тоа, да. инвестицијата е голема обострана. Ирена, благодарам многу. Сега да ја видам уште еднашка. Ања, ти како си? Какво е расположението пред фестивалот? Годинава ќе имаме настап како што немало до сега. Настап, значи јас би сакала да биде песната детски хит. Значи да биде хит кој што ќе се пее не само оваа година, него сите години кои што престојат, да направиме Evergreen, така? Да. Дојдете значи во Универзална сала 18 и 19 април, се гледаме таму, меѓу другите еден од гостите кои што ќе учествува ќе биде и Ања Ветерова. Ања, фала ти што си со нас. Да се запишете на Суперзвезда, бидејќи ќе видите дека е многу убава. Фала ти, Ања, многу фала за оваа прекрасна реклама што ни ја направи. Одиме понатака. Оваа женска се вика Ивана. Кај си ма Ивана? Тука сум, Абе, шо преште? ништо. Тој бе ти заврши часот? Да, И сега, кај си ја грабнала вентијагата да одиш? дома, Кај си оди од Суперзвезда после? дома, И што се прави дома? се игра. Се игра пак, значи играме овде, одиме дома, повторно да играме. А што ќе правиш ти на фестивалот? Ќе играм, ќе се забавам. Ќе играш и ќе забава. Значи ги викнеме сите оние кои што се расположени за добра журка, за добра забава и за најголем фестивал да дојдат во Универзална сала. Може? Да, Дојдете, драги гледачи, а се одиме дома. Ајде, 3-4, чао за тебе. да. Гледате каков амбиент и атмосфера, драги гледачи, владе овде во игротеката Be Happy, кај што суперзвездите го спремаат фестивалот Суперзвезда, значи 2008. До мене се наоѓа Слаган, собственикот на игротеката. Слаган, како си шобреш? И супер секогаш. Си издржува ли со волку млади мајки, а? Секогаш, нема проблем, значи, да. Нема проблем, супер атмосфера. Значи, кога суперзвездите се овдека е хаос. Дали е вака хаос и после нас? Па кога како, меѓутоа за супер звезди е најголем хаос. Да, значи најголем хаос. Да. Што спрема Be Happy во скоро време за сите оние кои што сакаат да дојдат овде да се забавуваат, да го прослават својот роден ден? Имаме ли новитет него? Ке има сега наскоро, планираме реновирање, да има нешто ново, да. Значи ќе може да го видат Be Happy во најново Да, издание. нови реквизити ќе има. Како и секогаш, по нешто ново секогаш има убацуваме, меѓутоа сега ќе биде нешто Специјално. специјално што ќе се гледа. Да, специјално, значи се може да оддадеме една тајна, сите оние кои што слават роден ден овде и кои што ќе бидат гости во Be Happy ќе добијат бесплатна влезница за фестивалот Суперзвезда, така да ги покануваме веднашка, не да чекаат туку да доаѓаат овдека, да ја грабнат својата бесплатна влезница и да дојдат каде во Универзална сала. Во Универзална сала да гледат најдобриот фестивал. Ете така, одиме да играме, да пееме и да се забавуваме, а по сето тоа, значи ви помага игротеката Be Happy, така да немојте да чекате ниту минута, немојте да се колебате, доаѓајте овде. Вашите бесплатни влезници се каде? На Шанк. На Шанк, да. На Шанк, одиме таму. Поздрав, бакнежи. Чао. Чао. За татковината со Суперзвезда. Здраво! Здраво! Користи, шо правите, добри ли сте? Добри! Ајде да пукне да ве видам. Драги гледачи, еве гледате, значи едни од најдобрите дечиња во Македонија. Ово се солисти кои што ќе ни настапат на фестивалот. Ајде да видам кој е пеачиште тука да крене рака.
Леле, колку многу пејачишта, па нема некој што не. Значи сите сме сериозни пејачишта. Значи сме подготвени, сме спремни. Дечки, како се одвиваат подготовките за фестивалот? Еве, кажи ми сега. Супер. Све ли е под контрола? Да. И научивме ли сите песни? Да. Има уште некоја една-две што треба да ги стегнеме и ќе дадеме максимум на фестивалот од себе? Да. Значи што ќе направиме таму? Ќе скокаме да направиме дупка. Лудница. Значи лудница и ќе скокаме и ќе рипаме да направиме дупка таму тоа сцената на универзална сала, договорено? Како фестивал е Супер звезда, кажете им на нашите гледачи, оние кои што не знаат да знаат како? Супер. Супер фестивал, значи најдобар и Голем. најголем детски фестивал. Вистински е тоа дека Супер звезда е најголем детски музички фестивал. Оваа година ќе имаме значи повеќе од 50 песни. Точниот број нека остане тајна, оние кои што ќе дојдат ќе можат да видат значи какво чудо ќе биде тоа. А после сите наредни 365 дена она што ќе го направиме во универзална сала ќе можеме да го гледаме на која телевизија? Во која емисија? Супер звезда. Убаво вака што се видов сега, значи со користите, сакам да ми направите малку место да можам овдека да дојам до наставничките, како одат подготовките со големата група. Одлично, еве сега се припремаме, ги учиме песничките, скоро сме ги научиле сите. Слушаат ли користи? Па слушаат, да, повеќето, има и непослушни дечиња, ама во ред. Ама тоа е составен дел од нашата работа, мора да бидат такви, па ние имаме сценско-музички дејности, драги гледачи, па што ако бидеме сите мирни, ќе ни заспиете вие во публика ако правиме така, нели? Да. Се разликува ли Супер звезда од она од пред 10 години кога вие почнавте да доаѓате и ова сега што се случува? Дефинитивно сега е посовршено, има поголем спектар на песни и поголем број на деца. Чудо тоа е тоа. Значи да им посакаме само се најдобро на нашите гледачи и јас да ви посакам се најдобро на вас, драги дечиња, и да се видиме во универзална сала 18 и 19 април, кај што ќе направиме чудо. Така беше? Да. Ај сега кај се спонтаните бакнежи одека за сите што гледаат. Ви праќаме без овој бакнежи и сега втора фаза од ова што треба да го направиме, ги гушкаме нашите учителки. 3-4 им скокаме. Сакање, љубов, гушкање и бацување. Овој шизик овде се вика Теодор. Теодор, кај си бе? Добре. Која година поред ќе пееш на Супер звезда? Од трета. Кажи ми, оние кои што не знаат, кажи им како е во Супер звезда? Супер. Има ли згодни женски Супер звезда? Топ. Пуно е. Кај се да ги видам, покажи некој, не? Тука не се. Кај се у танџерите, а? Не се ни дојде на час. Се шали, тука се драги гледачи, еве ги на сите страни околу нас. Фала ти, Теодор, одам сега да ги видам овие женски. Што слободни активности се одвиваат сега моментов овде? Играме. А што играме? Каква игра играме тука? Сол макарон. Сол макарон. Како се игра сол макарон? Со раце. Со раце се игра, значи нема потреба од сол. Еве гледате, значи дел од слободните активности како се одвиваат овде во Супер звезда. Како? Како се вика песната на Бојана и на Бисера? Не знам, ти знаеш? Ајде идеме на фестивал, ќе видиме. Договорено? Да. Еве ги, значи, нашите наставнички, Бисера и Бојана, на времето беа Супер звезди и денеска дојде денот да предаваат, да бидат дел од она што Супер звезда го прави, да бидат дел од најголемиот спектакл, од најголемиот детски музички фестивал на Балканот, еден од најголемите во светот. Тешка ли е вашава работа што правите? Па не е тешка, затоа што го правиш од задоволство. Вие од колку години почнавте да пеете? Од Супер звезда, значи од наши 8-9 години. Значи од 8-9 години до ден денес пеете и не прекинавте, така? Никако. Убаво е тоа да се каже дека сите тие години кои што значи помина меѓу оној ваш прв и овој денешен настан овдека, сите тие години ние се дружиме паралелно, значи вие сте дел од секој фестивал, така да сега имате малци подруга улога, порано пеевте пратечки вокали, бевте во припремата на фестивалот на овој или оној начин, ама сега сте веќе и наставници, да, директно овдека сте главни. Како сте задоволни од дечињата, реално да ми кажете? Одлично, има многу талентирани деца со кои што ние е огромно задоволство да работиме и да напредуваме се повеќе и повеќе. Каква е дружбата, каква е забавата во Супер звезда? Дружбата е одлична, значи се дружат меѓусебно премногу нормално и со нас. Заедно се радуваме, заедно играме, заедно пееме, така да е одлично и голема журка правиме секој час. Што мислите за вработените во Супер звезда, енергијата, она што се одвива тука меѓу луѓето кои што работат? Така, сите заедно функционираме перфектно. Баш ми е кеф. Имав едно прашање сега вака да ви го поставам. Оваа година, значи, меѓу гостите кои што ќе бидат на фестивалот сте вие. Како се чувствувате како специјални гости?
Искрено бев презадоволна од понудата која ми соопшти и на праша дали сакаме да бидеме гости. Бев пријатно изненадена и многу ми е чест што повторно ќе се појавиме на таа сцена на Суперзвезда. Да, како специјални гости, значи тргнавте од овдека, ова е сега моментот кога ќе направите нешто друго и ја ви посакувам оваа песна, значи дефинитивно вас да ви биде продор во сериозните музички води и во сериозната естрада, така да гарантирам, значи сите оние кои што воопшто се сомневаат во нешто, нема потреба, може да ги отстранат сите сомневања. Бисера и Бојана се довеќината кои што дефинитивно и фалат на македонската сцена и со тоа што сега ние ќе го направиме и ќе придонесеме, значи со овој настап ќе направиме еден сосем нов почеток, еден сосем нов правец, сосем нов начин на гледање на работите. До сега била една, а од сега со Бисера и Бојана македонската естрада ќе изгледа сосем подруго. Фала ви што ќе бидете гости од нашиот фестивал, да сте живи и здрави. Ете така, секогаш мили, секогаш позитивни и добро расположени. Бисера и Бојана, наставничките во Ти Суперзвезда. благодарам на тебе од се срце за сите овие години кои што ни ги даде на нас. Фала ви многу, фала ти. Ти, Бисера, кажа се или имаш и ти нешто да кажеш? Толку фала многу на Суперзвезда, фала ти за овие прекрасни деца со кои што се събуваме секој ден и поздрав до сите суперзвезди и сите оние кои што сакаат да бидат суперзвезди. Фала ти. Тоа е тоа, драги гледачи, одиме понатака. Тука нема школа, дајте музика, дајте ми хип-хоп. Ритам да чука само тоа ми е битно. Кај мене дома и кај тато во кола ги слушаме раперите од старата школа. Во моментов играме и вежбаме хип-хоп. Еве ги суперзвичките, гледате, значи големата група на танчери како се подготвува за една специјална хип-хоп numera, песната на Доријан. Гледам ја од суперзвезди кои го имаме тука. Како се викаш ти бе? Матеја. Е, Матеја, колку години имаш бе ти? 8,5. Абе, ти си голема женска, бе, Матеја, ти играш овдека или шо правиш? Не. И си денеска на гости доена овдека? Да. И кого го чекаш ти? Ели. Да, ете, гледаш, имаме значи гостинки. Добро, седи си, да видиме сега овие овдека што играат, драги гледачи, кои си, шо се? Здраво, добар ден. Кај си бе ти, шо правиш? Добре си? Како супер. си? Како течат подготовките, кажи ми? Супер тече. Шо правите денеска на часов? Вежбате хип-хоп? Да. Значи како се игра хип-хоп, нешто специјално, тешко, лесно е? Не, лесно. Не, со ти знаеш да играш и хип-хоп меѓу други работи? Да. Браво, фала ти многу, одиме понатака да видиме се оваа женска одека друга. Кај си бе ти злато, шо правиш? Добре си? Да. Кажи како беше твоето име? Јас се викам Елеонора. Елеонора, тешко ли е да се биде суперзвезда? Не, супера. Супер да се биде суперзвезда. Ти сакаш да тоа што си дел од танчерите во суперзвезда? Па сакам да бидам дел од танчерите и понатака да бидам дел од И ќе бидеш да си ми жива и здрава. Што ќе направиме сега на фестивалот? Ќе се искршиме ли од играње? Ќе играме супер. Ќе играме Иската нон-стоп, е а? убава, да. Да, кажи ми какви све стилови на песни научивте да играте овдека во суперзвезда? Па многу убави стилови, мислам дека ги немало во Суперзвезда до сега. До сега имаме некои нови стилови, така? Да. За прв пат еве, значи имаме вистински хип-хопови и некои такви работи. Фала ти многу, Елеонора, да си ми жива и здрава. Одиме понатака да видиме оваа женска, драги гледачи, суперзвезда од која беше најмалечка. Кажи во суперзвезда од кога си член? Дури која има 7-8 години. Не, уморно 5 или 6 години од тоа се дружиме до сега, така ли? Да. Како си Мишо Преш, Андреја? Жива здрава, вежбате овдека со наставничката, како одат работите? Па супер, нема никој да изгреши. Нема грешење денеска, се е значи под контрола, нели? Да. На фестивалот што ќе правиме? Па ќе играме, нема никако да изгрешиме, ако изгрешиме пак од понова. Пак од поново, значи сега вежбаме да не грешиме, гледате, драги гледачи, колку е тешко и вежбаме 2 пати во неделата, така ли? Да. Вежбаме сега и во сабота и во недела. Напорно ли е да се танцува? Не, мене не ми е. Не ќе напорно. Не ми е. Сега ќе изиграме много тука. Се смеам. Одиме понатака да ја видиме сега оваа женска одека. Еве Тамара, бе, драги гледачи, гледате танчерище невидено, Тамара да пукне. Колку години имаш ти? 9,5. Ти си прв пат денеска во Суперзвезда. Значи, еве имаме дечиња кои што се запишуваат константно во Суперзвезда и Тамара е прв пат денеска дојдена овдека. И кој е твој впечаток за Суперзвезда? Многу е убаво, интересно и забавно. Многу деца има така. Наставници има, љубов има ли? Да. Фала ти, Тамарче, одиме сега да видиме оваа женска овде да пукне, женска најубава ти, гушкање, сакање прво. Елеонора, драги гледачи, еве сега да ја видите вие, ваква насмеана, у разбушавено издание. Што те бушава фризура, бе, да не играше до сега? Да. Браво, бе, значи вие овдека сите играте и скокате по цел ден. Да. Како е играњево, како оди ова танчерство? Добро. Убаво ли е тоа што го правите тука? Да. Ти се допаѓа? Многу. Какво е дружењето во Суперзвезда со децата? Супер. А оваа наставничка ја бива или не?
Да. Она е најдобрата наставничка на свет. Да. Стрчи се гушнија брзо еднашка таму. Трчање, гушкање и шо правиш, Вели? Добре ли си? Да. Како е во Танчериве, кажи ми? Супер. Задоволна си од све ова што се случува во Суперзвезда? Да. Оние што сакаат да се запишат, а не се запишали, што треба да направат? Да се запише. Одма да дојдат и да не чекаат. Океј. Ние ја спремивме нашата програма и се тоа што го гледате, значи овдека 18 и 19 април имате шанса да го видите на големата сцена во Универзална сала. Правиме чудо, правиме фестивал како што никогаш немало досега. Дојдете на Суперзвезда 2008, да чекаме таму, драги гледачи. Ивана, ја кажавме дека ни е наставник овде на танчерите во Суперзвезда и дека ги учи и да играат. Кој те научи тебе да играш, Иван? Мене ме научија повеќе учителки, уште од малечка, од 8 годинки. Значи една учителка во Гевгелија, овде повеќе учителки во Скопје, самата ја, значи, дел од мене, нешто од странско сега, значи, што е поактуелно. Уживаш ли во што го работиш? Да, многу ми е убаво. Како ти се допаѓа енергијата овде која што владае во Суперзвезда помеѓу вработените? Се снаоѓаш ли убаво во таа насока? Да, супер е, значи има разбирање, има соработка, многу ми се допаѓа. Значи може од таму произлегува и позитивниот резултат, позитивниот успех. Фала ти многу што си дел од екипата на Суперзвезда. Еве гледате, значи Ивана е исто така една од луѓето кои што даваат многу во Суперзвезда и голем дел од онаа енергија она која што ја вложува овдека, ќе видите преку сите оние 70-80 дечиња колку што таа ги има во сите три групи, ќе видите како сето тоа ќе изгледа перфектно и прекрасно на сцена. Тоа беше се за денес, драги гледачи, видовте значи како функционираат суперзвездичките овдека во делот на детското студио Суперзвезда, каде што се подготвуваат настапите на оние дечиња кои што учествуваат како солисти, кај што се подготвуваат настапите на танчерите. Остана еден исто многу битен дел кој што сакаме да ви го презентираме, а тоа е како се снимаат песните во студио. Ќе одиме да го видиме нашиот музички продуцент и нашиот уметнички директор, а тоа е Александар Митовски. Од одека се селиме тамо да видиме што се е негова работа и што се он прави тамо за фестивалот да биде онаков каков што и во суштина е најголем на Балканот. Одиме кај Александар. Сега, драги гледачи, имаме чест да разговараме по втор пат во Суперзвезда заедно со него. Станува збор за македонскиот хип-хоп. Добро дојде за Тони Зен. Здраво, живо. Добро ве најдов. Поздрав до сите деца од Суперзвезда. Тони, како си, добар ли? Добар, одличен. Што правиш во последно време? Свирам на клавир. Ете така, денеска, значи, одека во студиото на Александар Митовски имаме почетни часови по клавир. Од маестро Дарко. И како ти оди клавиров, кажи? Добро оди, еве го. Еве. Децата сакаат да знаат, вистински имаш ли ти некој омилен инструмент? Бас гитара. Бас гитара сакаш да свириш, да? Да, басот, ама не знам. Знам само 2 акорди. Ако има некои што знаат да свират, затоа они ќе свират, има некои што знаат да рапуваат, тоа си ти. Затоа ти ќе го правиш оно што си најдобар, така? Така е. Ова е специјален повод по кој што денеска се сеќаваме овдека со Тони Зен, значи кажавме на нашата популација дека имаме едно изненадување, нема да го криеме до крај, него ќе кажеме дека специјален гостин на фестивалот на Суперзвезда ќе биде Тони. Фала ти многу што ја прифати оваа наша понуда. Како се чувствуваш вака уште во најава како гостин на Суперзвезда, гостин на најголемиот детски музички фестивал? Тука сме секогаш за децата, пошто не се најбитни. Мислам не може да се опише чувството, нормално треба да се биде во мене за да се опише да си гостин на најдобриот детски фестивал во Европа. Сите збора, да. Па добро е чувството, онака сум среќен затоа што прв пат учествувам на ваков фестивал и ќе настапувам со деца и за децата, значи заедно со нив, заедно со Слаткар, нели, со Бојана и Бисера, нивните учителки. Мислам дека ќе помине се во најдобар ред. Да ги кажеме, значи останатите во песната носи наслов Суперзвезда хип-хоп шоу. Ете така, еден од оние кои што пеат во песната е Тони Зен, а твојот другар Слаткар не е денеска овдека, да го кажеме, значи Слаткар кој е? Слаткар е најголемиот мангух и според мене најдобриот MC, заедно со уште некои други, меѓутоа типувам на него. Кажи ми, меѓу другите работи вака што сакам да те прашам, имаш ли активности, патуваш ли, настапуваш ли? Постојано. Редовен сум, активен, помалку изморен се осеќам затоа што едноставно патувањето исцрпува, нели, патуваш од еден град во друг, па се враќаш, пак пушташ тука музика и вежбањето во теретани со така ме исцрпува. Фала ти многу, секогаш со позитивни пораки, секогаш весел, ведар и добро расположен, драги гледачи, Тони Зен. И бидете умни и слушајте ги учителките. Фала ти многу. Респекат. Поздрав, се гледаме значи на Суперзвезда 2008 заедно со нашиот специјален гостин Тони Зен. Одиме понатаму.
На неколку пати го спомнавме во текот на оваа емисија, но сепак беше неизбежно да се сретнеме со него, драги гледачи, малечки принцови и принцези, уметничкиот директор на Детскиот музички фестивал Супер Звезда Александар Митовски до мене. Александар, здраво живо. Здраво живо, поздрав до сите Супер Звезди. Оваа година значи работевме 365 дена заедно овдека да направиме убави песни, да направиме квалитетни песни, да испратиме позитивни пораки за дечињата и за нивните родители, да пратиме пораки не само овдека за нашите дечиња во Македонија, за сите деца низ целиот свет. Какви песни ќе слушаме годинава? Многу позитивни песни ќе слушаме оваа година. Морам да кажам дека секоја година можеби гледачите треба да зборат, но ја како уметнички директор сакам да кажам дека го подигнавме квалитетот и оваа година. И на песните, и на текстовите, и на продукцијата, и на тоа како е отпеано, спакувано, направено. Значи, буквално еден производ музички што секој дете ќе се гордее со него и сите оние што имаат песни, и сите оние што ќе ги пеат песните и слушаат. Би рекол дека не сме многу далеку ни од Европа, ни од Америка по квалитетот, а за детска музика би кажал дека тие сами се изборија да и нивните музички вкусови направија да звучи тоа така, затоа што сите се тие модерни деца, се сакаат модерна музика, сакаат модерни песни и кон тоа и го водевме фестивалот. Интересира какви се музички стилови, значи ќе бидат застапени оваа година. Кои правци ќе имаме? Рок, поп, диско, шлагер, што имаме? Сите буквално правци ги имаме горе-долу, со тоа што ја би рекол ако правиме еден сумарум, дека малку превагнува на хип-хоп оваа година, што е добро како основа. И тоа е еден светски тренд во моментов што се случува и ние не сме имуни, нели, со право децата си ги бараат тие правци. Во главном песните си се во поп манир, многу фанк има. Значи, ја би рекол вака, нека е ова лекција за оние големине пејачи и големите деца, нели, наводници на естрада што се. Би сакал да чујат и они колку се напредни децата што пеат на нашиот фестивал и како ете би требало да звучи продукцијски моќно, издржано секоја песна и како треба да и се приде на секоја песна. Ете, со респект, толкав кон секој дете, буквално ние, нели, знаеш, самиот вкусот на детето да го преточуваме во песната, значи тоа е една слика на она што сака детето во моментов, така да баш е една лекција музичка за оние кои што се разбираат и тие што не се разбираат. Ме интересираше како ги работеше оваа година, значи детските песни. Дали нешто подругачие кога се работи детска песна, а подругачие на пример кога се работи песна за некој возрастен, на пример. Си работел со сите на естрадата, си работел и со Тоши, и со Дарио, и со Каролина, и нема со кого не си работел. Значи има ли нешто различно во тој однос кога се работи со возрастни и кога се работи со деца? Па кај мене нема буквално, затоа што еве сега проверува баш потрошени се исто толку студиски термини колку за сите наши пејачи од естрадава, значи секој дете снима и се продуцира исто колку било кој пејач на естрадата. Со самото тоа кажувам доволно дека буквално професионално се поставуваме кон песните, и кон аранжманите, и кон се вкупно, нели? Така што не може да се направи резка граница и ја не би можел што е тоа дете, а што е тоа, нели, возрастен пејач, што треба па детето да го изгуби во процесот на праење или да не го добие. Буквално до последната нота, ако не е се на место, не ги затвараме песните и не ги миксаме, што се вика. И така е годинава праени фестивалов. Не ни беше тешко воопшто, туку ни причинуваше задоволство да снимаме живи инструменти, што ја мислам во држава ретко кој ставил во детска песна, нели, да и детски фестивали. Значи инструменталисти викаме буквално за секоја фраза што е потребна и пресудна во песната. Дали требало бас да се отсвири, дали гитари, дали дувачи, дали секакви пратечи вокали, рапери, што знаме сега што ми паѓа на памет, за да изгледа тоа како професионално направен производ, а децата знаат и го препознаваат тоа.
интересира кои се луѓе учествуваа вака како автори на музики, на текстови, како изведувачи, како инструменталисти, кои свиреа гитари, кои свиреа саксофони, кои свиреа бубњеви, бас гитари и слично, например. Ева, кај да кажеме пошироко со кои се луѓе соработуваше оваа година за да успееш да го направиш фестивалот да звучи како што ќе звучи толку моќно и толку добро. Па ние си имаме една постојана екипа што снима на нашите песни. Списокот е тој, од година на година малку се менува, доаѓаат нови луѓе, некои паузираат. Мора да го спомнам Боби, тоа е дечкото кој заврши исто голема работа околу фестивалов, член на групата Non-Stop, значи од бендот на Бени, кој ги отсвири буквално сите гитарски делници во песниве и совршено го направи тоа. Зоран Джорлев е маестро кој никако не можем да го одбегнам, туку буквално ми е задоволство да отсвири виолини на песниве. Таци, значи е басиста Трајко Симоновски од бендот на Тоше, го знаеме. И Бумбар, значи бубњарот кој што учествуваат во неколку песни. Па ја мислам дека и луѓето со кои што заработува Таци од бендов комплетно свиреа што гитари, што саксови во тие песни што ги работевме. Широк е екипа Бисера и Бојана и Кика, значи ги се девојките што ги отпеа пратечките вокали. Имаше некој оркестар годинава кој што учествуваше, тоа ќе биде вака посебно интересно да се напомене. Да, они се атракција оваа година, значи групата Блезери, што ептен ми е драго што влегува во оваа наша приказка и нешто нестандардно направија. Па се тие Блезери, нели, ново нашиот филм, прилагодени и во функција на фестивалов. Не може да се прераскаже тоа, ќе мора нашите гледачи да го видат и чујат. Да видат како џумбусот, ќе биде лудило овој поглед. Треба да се доживее. Мислам дека буквално, како што викаме во една песна, се бара карта повеќе за да се види тој спектакл и мислам дека треба првично да се почувствува таму, а после нели на телевизија, кога ќе се вртат песните. Секое слушање дава нова димензија на песната по мене и многу пати треба да ја слушнеш и никогаш не ти здосадува. Ете така, јас за крај би сакал да ги поздравам уште еднашка сите оние легенди од македонската музичка сцена кои што дадоа свој несебичен придонес да направиме детски песни какви што никогаш немало до сега. Ќе почнам на пример од Никола Перевски, Пере, главниот во Нокаут, го знаете. Потоа ќе го споменам легендарниот Огнен Неделковски, колку пати има отидено на Евровизија. Најмногу од сите така. Оваа година со 8 текста во Суперзвезда и имаме Кристијан Габровски, значи кој што не смеја да ги составиме, он е уметнички директор на Макфест, овој пат во Суперзвезда со неколку собствени композиции и аранжмани. Драган Милковски, јас, ти како автори, Елена Ристаска, не сакам да ја забораваме, и минатата година и оваа е вклучена во фестивалот Суперзвезда. Оваа година за жал немаме нејзина песна, но Калиопи вети дека ќе дојде и ќе биде во публика. Инаку ако сум заборавил некој нека ми прости, многу луѓе беа во тимот на Суперзвезда кои што оваа година мислам дека се надмашија и дека направија песни од таков квалитет какви што ќе останат да се паметат за секогаш. Апсолутно. Тоа би било тоа во денешниот разговор со тебе, Александар. Да ги поздравиме гледачите и ги поканиме каде да дојдат? Да дојдат во универзална сала, значи 18 19 се деновите кај што универзална нели ќе биде центар, нека најдат сите време да дојдат да видат што сме правеле цела година. Ете така. Ве чекаме, драги гледачи, 18 и 19 април. Универзална сала, представите почнуваат во 11, во 17 и во 19 часот. Така да ве чекаме, се гледаме таму. Поздрав од мене, поздрав од Александар Мидовски. Екипата на Суперзвезда е подготвена и спремна да го даде својот максимум специјално и ексклузивно само за вас. Поздрав, чао, до гледање, пријатно. Чао.